Почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Спектар. Мој гостин е господинот Фатон Алити, политички аналитичар. Ќе зборуваме за политика во текот на оваа изборна кампања. Ви благодарам како и секогаш што прифаќате да бидете гостин во емисијата Спектар. Чест и задоволство ми е да бидам ваш гостин. Така. Во тек сме на оваа предизборна кампања, па ќе ве прашам сиве овие кампањи кои што беа сиве овие години ги следите. Како изгледа оваа кампања? Има ли разлика од претходните во однос на реторика, во однос на содржина, навредлива, демократска ли е? Како е кампањата? Од сите партии зборувам, да. За жал би рекол, не гледам дека минуваме многу во таа насока. Редовно ни се случува да се заостри реториката на сите политички партии во главном. Претежно се води негативна кампања, значи се зборува за другите, зошто се они лоши, да кажеме, или не се во право и така натаму. Многу малку или па некогаш и воопшто не се зборува за себе, за нова идеја, за нов пристап кон одредени општествени збиднувања и така натаму, и мислам дека грешиме. Сега не знам, има промена и во генерациите на политичарите. Дали имале несоодветно политичко школа, ако го имале во нивните политички партии, дали сегашни, дали поранешни и така натаму, но за жал не гледам дека има голема промена и како да не го разбираме моментот дека негативната кампања не носи гласови од неопределените. Сега не зборувам за членство и редовни, да, тие кај нас што и да кажат. По дефолт председателите по дефолт ќе гласат, но тие што па на крајот на денот ја прават и разликата и го одредуваат и победникот, се тие кои што шетаат од време на време. Една опција, втора опција, трета опција, и тие се би рекол и по-еманципирани, со повисока политичка свест. Значи, не сите луѓе треба да ги разберат политичките процеси. Но, ете тие, да кажеме, кои што шетаат, се така поинформирани и бараат нешто повеќе од само негативна кампања. За да ги привлечеш, треба да понудиш нешто поинакво. Не е доволно да ни кажат зошто тој не чини. Затоа што сиве овие години ние ги гледаме, слушаме, читаме кој што направил, колку направил и точно знаеме што направиле добро или не. Кога велам точно знаеме, во смисол на мнозинството на граѓаните знаат тоа да го проценат. За промена на политичко расположение мора да има нешто ново. Овде би истакнал дека новитетот во оваа политичка сега предизборна кампања доаѓа пак од партија која што е 20 години, 18 години во политичката сцена. Колку е тоа оправдано, не е оправдано, веројатно може и ќе поразговараме понатаму, но како нешто ново за кое што се зборува во сите медиуми. Сите други политички кампањи, таа тема, зборувам за идејата на Дуи, за премиер Албанец. Во кампањите на сите политички партии се коментира, било за позитивно, било за негативно, тоа се коментира. Медиуми од сите видови, околу тоа се врти. Разни политички емисии по други телевизиски куќи, гледам, тоа е неминовна тема. Значи, нешто ново за кое што ќе се збори, повторно понуди некоја постара политичка партија, а се очекуваше да такви идеи ни доаѓаат од помладиве, да кажем условно.
Да. Смете дека граѓаните кои што нели се неопределени можеби и недоволно ги знаат програмите на политичките партии, тие пак ќе потенцирам неопределени за да знаат за кого да гласаат на овие избори. Не, јас мислам дека тие неопределените се поинформирани и малце со повисока свест. Затоа и шетаат. Не секогаш слепо гласаат, но сепак не секој човек, мислам мнозинство од луѓето, не се должни да ги и не би требало да ги разбираат сите политички процеси, избиднувања, како и да е, дали меѓународни, дали домашни, дали како и да е. Одговорноста за тоа го носат тие што ја креираат политиката и тие што го креираат јавното мнение. Ние имаме многу често, и сега и во минатото, и политичари, и луѓе со влијание, без разлика дали се политички активни, кои што во од определено време, во зависност од некоја околност, било која лична, каква и да е, го зборуваат или промовираат нешто во што и самите они не веруваат. Дали се свесни колку е тоа штетно за општеството како целина, не би знаел да кажам, но штетно е, затоа што сите луѓе, и јас, моето политичко убедување го креирам врз основа на 2-3 референтни точки, лица, како и да е. Ако е за медицина, репер ми е овој доктор, ако е за, не знам, социологија, овој професор и така натаму. Сега, тие луѓе, кога излегуваат јавно, ги искажуваат своите ставови, ако не се искрени, ако не се водат врз основа на нивното знаење и искуство, кое што, нели, според звањата што ги имаат, не може да е некоја голема грешка, треба како такви и да ги представат јавно, без разлика што во моментот може лично да не му одговара. Затоа што има одговорност општествена. Некој друг тоа ќе го земе здраво за готово. Он смета дека е тоа. Така затоа што ти си рекол. И мора да сме свесни за таа одговорност што ја носиме кога изнесуваме јавно ставови. Да. Вашиот став во однос на овие предизборни коалиции кои што нели се создава нели претходно неколку недели, конкретно СДСМ без Алијанса алтернатива затоа што тие формира коалиција предизборна, значи конкретно. Добро, СДСМ бе поширока коалиција, само се додаде уште една, но тоа е по интересно. Меѓутоа новитет за тоа што нели конкретно албанска партија така за немала така предизборна да, коалиција, да. Да. И во однос на Алијанса алтернатива, затоа што тоа беше на некој начин половина од партијата од Беса која што нели се во коалиција со Алијанса за албанци. Така е. Сега Алијанса и алтернатива мислам дека направиле коалиција повеќе под притисок на тоа што го имале како информација повратно од теренот, како стојат со рейтинг, со ова, она. Зависи во кој регион, која партија, така? Така. Но и под притисок на бројките кои што верувам дека не им покажувале дека би биле победници. Од друга страна, многу долго време се изгуби, барајќи го виновникот помеѓу албанската опозиција, условно кажано, кој е виновникот што не се соедини цела, па да има една заедничка листа и да биде по-сериозен. Во однос на концептите, не би навлегол во детали затоа што неминовно е да сгрешам. Зошто? И кај нив, исто како кај многу други, се забележуваат диаметрално спротивни ставови во зависност од тоа дали се позиција или власт. Или опозиција, дали се власт или опозиција. Ворете да има промени, нијанси, затоа што нели кога си позиција, па спроведуваш своји политики за одредени политики во разни општествени, како се вели, сфери,
Но не може да имаш диаметрално спротивен став за една иста работа во зависност од тоа дали си позиција или опозиција. Уште повеќе, Алијанса и Алтернатива имаат многу различни, ако не спротивставени ставови и во однос на не сега инволвирањето не е туку на во нивниот однос кон верската припадност. Или верските заложби, нели? Морални стандарди, Так, да. кои што се универзални, мора да се служуваме кај сите. Но ете, тука гледам дека имаат некоја си разлика. Океј, овие се дефинитивно посекуларни, во другиве некои постулати што не гледам нешто лошо тука, затоа што на крајот на денот ако ние сите сме човечни врз основа на тие морални принципи, верски, било која да ја имаме, ние би биле многу подобри луѓе и многу подобри политичари. Зборувам за универзалните вредности кои што нели исти се. А политички концепт како да ги оценам, ако велам едното, ќе испадне дека имаме спротивставена изјава од некој нивен експонент и обратно имаме друга. И проблем е, дури они мислам дека имаат и останато, зборувам за Алијанса, имаат така некои елементи останати од ДПА. ДПА е најпознатата партија која што ги менуваше ставовите не само опозиција, дали се власт или опозиција, тука ги менуваше ставовите и во тек на 2-3 дена. Или пак ги менуваа ставовите во зависност од тоа дали даваат изјава за одредено нешто во Скопје, дали во Приштина, дали во Брисел, дали во Тирана и така натаму. И тогаш тоа не беше толку уочливо, затоа што зборуваме за 93-та, 4-та, 5-та, 6-та, кога немавме вака интернет, за 5 минути тоа да се прошири, да се наоѓат тие точки што се спротивставени. Веста ќе си ја читавме утре задутре на Весник, а кој гледал телевизија не знам, и тоа поминуваше така незабележливо. Но сега тоа не проаѓа, затоа таквото менување на ставови веќе е контрапродуктивно поради развојот на технологијата, затоа што не можеш да пораѓаш више со тоа. Коалицијата СДСМ Беса. Искрено мислам дека е непринципијална. Зошто? Ова се официализираше во март, ако не грешам, годинава. Да. А ако се вратиме сега и да гледаме по архивите, а тоа е лесно, не беше многу одамна, ќе видиме дека ставовите на првите луѓе на Беса беа сосема спротивното на ставовите на или пак концептот рамноправно општество за сите на СДСМ. Што конкретно сакам да кажам? Пример, во председателската кампања и нивна и на Алијанса, нели, беа со заеднички кандидат, меѓу главните пароли им беше гласајте своја крв. Што значи гласајте албанец. Од друга страна, председателот на СДСМ Заев сигурно тоа не го заборавил, но веројатно имале некакви внатрешни мерења, анкети и така натаму, кои што им покажале дека им се намалил рейтингот помеѓу албанците, да. Гласачите албанци, што го потврди и последната анкета на, можем да ја споменам, нели? Да, слободно. На М-Проспект. Мислам за потребите на МЦМС беше. Рейтингот на СДСМ на коалицијата со све Беса беше 7,5%.
на Зоран Заев, значи помеѓу албанците зборуваме цело време, на Зоран Заев исто беше 7,5%. Тука имаме нешто што е за мене доволен показател. Каде се гласовите на Беса тука? Зошто коалицијата нема помеѓу албанците повисок рейтинг од Зоран Заев? И сега тука кој сгреши? Сега, мислам дека Беса не сгреши ако гледаат само од нивен личен, персонален, мислам, партиски интерес, затоа што по се изгледа дека само тоа може да ги одржи во политички живот, а Зоран Заев сгреши во проценката. Затоа што јас сметам дека таа коалиција повеќе им одзема гласачи албанци, отколку што им носи. Не е само помеѓу албанците, и помеѓу македонците. Сигурно не заборавиле наставовите точно гласање само за своја крв и ова, значи тие по екстремни ставови кои што окей, јас разбирам дека се прават поради Зголемување на политички, рейтинг, да, меѓутоа сепак не е во ред. Сепак не е во ред. И пак ќе се навратиме дека гласачот не е должен да ги разбира сите овие работи. Остава кај него некој лош вкус, лош впечаток и може да е токму таа причината што и дел од гласачите македонци па би можеле поради таа причина и да се оддалечат. Јас мислам дека тоа беше грешка. И се разбира, ако ние цело време со години имаме спротивставени ставови за една иста работа, од шарена револуција, Зоки, е разликата. Ако помните, шарена револуција имаше протести со оваа парола, да ја наречеме, рамноправност. Од друга страна, токму Билјалка сами преку Совет, или како беше, но тоа беше на Беса организација, организира паралелни, треба да бидеме, и дури протестите ги поделија. Од невладениот сектор. Да, етнички. Сега како се спои во идеологија? Не се споиле. Се споиле во некаков интерес за кој што се однесува само до бројот на гласачите и што мислам дека е штетно и за двете страни. Да ве прашам за сите партии, затоа што мораме балансираност. Имаме тука во однос на ВМРО коалицијата, нели таа има широка коалиција која што на секој избори нели се излага пред гласачите. Во ВМРО никогаш не ми се допаѓало тоа што знаат исто и они да искажуваат крајно екстремни, да представат некогаш и да ги па нека е тоа пак велам во функција на рейтинг, политичко на предизборие, ама не ми се допаѓа тоа да се оди до таква крајност. Например, имаме многу висок експонент поранешниот министер за здравство, господинот Никола Тодоров, нели? Кој што како одговор на идејата на Дуи за албанец премиер вели, ако после изборите бројот на добиени мандати наложуваат дека никој не може да направи мнозинство без мандатите на Дуи и ако Дуи инсистира на премиерот, тогаш вели ние зошто да не направиме коалиција само ВМРО СДСМ без ниту еден албанец во влада. Тоа е лошо. Зошто е лошо? Затоа што албанците се реалност во Македонија. Не се нешто што е миновно, па ајде како ќе изменаџираме до година. Второ, таквите ставови екстремни поттикнуваат екстремни ставови од другата страна. Еве, хипотетички да кажеме, ќе се случи тоа. Не попушта Дуи, Алијанса не иде со никого, ако им ги прави бројките, иако според сите анкети изгледа дека Дуи ќе добие повеќе мандати, но не се исклучува можноста и да е обратно, ама еве, хипотетички се случува тоа и сега или одиме на повторни избори,
или да направиме коалиција во МРО СДСМ. Дали има легитимитет таа влада? Легална е, да. Легално е, да, легитимно. Нема. Сосем Второ, некој ќе каже, добро, значи кога доаѓаме во ситуација да имаме некој предлог албанец за премиер или за некоја висока државна функција, априори по дефолт се елиминира без да анализираме квалитети, без да анализираме и лојалност кон државата, да. Треба, мора, не треба, мора. Но на тоа не наложуваат фактите, значи таков пристап немаше затоа што после само пола саат имаше реакција од СДСМ за идејата, без да знаат ни име ни ништо, кој што беше пожестока од на господинот Мицковски, морам да кажам, тоа беше повоздржана неговата. Но еве сега па Никола Тодоров изгледа сака да го компензира тоа изгубената шанса. Или пак ако не грешам, господјата Силјановска вели треба, само ако не било фейк ньюс, затоа што го прочитав во некои портали и више се плашам, треба да го поништиме Охридскиот договор. И никој може ќе помисли дека може да се поништи тоа, или да го поништиме Преспанскиот, не рекла она, но некој и такви ставови има. Тоа се договори загарантирани меѓународно. Тоа се договори кои што овозможија дефинитивно и да се, јас така сметам, и да се зачува македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Затоа што во, таму да кажеме, тие двата договори во принцип е рамковниот повеќе не постои. Значи тој рамковен договор е во рамки на уставот, така да како договор не постои затоа што нели како што велат не постои како не постои. Тоа е договор подпишан, направен, да, и окей имплементиран во уставот. Тоа е, да. Значи завршен е, сакам да кажам, каде, да, ајде ќе кажеме дека е завршен. Каде е тука тоа, мислам, моето несогласување? Значи некој ќе поверува дека стварно може тоа да се поништи, да се смени пак уставот, може. Но сега веќе треба и Бадентер, кое што во одредени ситуации испаѓа дека не е доволно. Например, морам да давам екстра гаранции како албанец за да бидам министер за внатрешни работи. И тоа е така. И како турчин, и како бошњак, и како србин. Треба да дадам посебни гаранции. А кои се тие посебни гаранции кои што би можеле ние да ги дадеме априори за да бидеме носители на таква функција? Да. Нема таква гаранција, Зоки. Да имаше таква гаранција, немаше да ни се случи да имаме сега избегани лица од безбедностните структури во Грчка, во Турција, во Србија, не само од безбедностни структури и од поранишни функционери државни разноразни, да имавме таква гаранција. Тоа се сите македонци. Значи, да можевме такви гаранции да даваме априори за да бидеме носители на одредени функции и од македонците ќе ги побаравме. Да. Во однос на Дуј, ваш став е во јавноста многу нели и некои аналитичари без разлика чија страна држат, смета дека можеби на Дуј им паѓа рейтингот, па поради тоа нели излагаат со оваа идеја за премиер албанец. Ваш став во однос на тоа, кои беа риториките, односно кои беа математиките на Дуј да излезе токму со оваа идеја? Веројатно се воделе и од рейтингот. Да, затоа што резултатите од 2016 покажуваат тоа. 19 на 10 претеници падна. Да. 85.000 гласа од 150 и не знам колку илјади. Значи без малку на пола. Се разбира, но не е само тоа. Ова е, јас барам тако го гледам, ова е и одговор на концептот едно општество за сите. Ако приметивте, имаше пресконференција на Дуј, каде што имаше македонец, турчин, бошњак, сега да не сгрешам, господинот Јаховски,
кој што нели промовира и они да и ние сме за рамноправност. Па имаат, гледам некои спотови кои што даваат таква порака за рамноправност. И сметаат дека тоталната рамноправност е кога сите ќе бидеме спремни да прифатиме било кого за било која функција, без првично да гледаме од која национална или верска припадност е. Значи, ова е некаков одговор. Да. Колку е реално? Колку е тоа политички коректно? Некој се согласува дека е коректно, дека нема зошто да не. Некој вели дека тоа е некоректно и дека е тоа условување. Јас не сметам дека е условување. Еве нема да одам подалеку. Пред 10 години, ако не сгрешам, во самата предизборна кампања во Србија, господинот Дачич изјави, дали го праша, не знам, но изјавата беше: јас не знам кој ќе ги добие изборите, но знам кој ќе биде премиер. За себе се изборуваше и стана премиер како трета политичка сила. Значи, они не беа ни први ни втори, беа трети. Но го одредуваа мнозинството. Дали е условување ова? Јас не го гледам како такво. Јас проблематично би ми било концептот на кој што, значи, со кој што го бара тој мандат кандидатот или партијата. Значи, тоа би ми било проблематично. Ако има проблематични моменти, па што ако е албанец? Како што, например, не сум се согласувал во минатото и со експозето, да кажеме, на Љупчо Георгиевски во широката коалиција на 2002. Но не поради тоа што е македонец, не ми се допаѓал, рецимо, концептот или владината програма. Затоа, да, може и да не е прифатлив кандидатот албанец, но не по дефолт само затоа што е албанец. Да. Господин Заев, нели, кога беше во Тетово, кажа дека кога дуи немаат што да понудат, одма, како што го цитирам, одат на националистичка карта и на крај истакна дека па граѓаните треба да одлучат кој ќе биде премиера, тоа преку гласовите кои што, нели, одредена партија ќе ги добие. И истакна упати порака и до ДУИ до ВМРО, а тоа ќе биде Заев во наредни 4 години. И јас сметам дека најверојатно ќе биде Заев според анкетите. Спомнав. Цитирањето беше коментар на нова изјава во контекст нова што го спомнавме. Не сум потполно, значи да. Го делам тоа затоа што со овој дел согласен сум. Најверојатно ќе биде Заев. Со делот дека граѓаните одлучуваат, не е така. Навистина не е така. Индиректно одлучуваат, да, меѓутоа, да. Коалицирањето е буквално пазарење. Така, да. Значи, не е така. За председателот на државата се гласа директно и граѓаните директно одлучуваат. Да, се одлучува за... Да, значи не е невозможно ова. Да. Тоа сакам да кажам. Сега, невозможно од теоретски аспект. Околностите се други. Политичката реалност е друга. Колку е спремно општеството за тоа е посебна тема, која што можеби и на крај ќе не излезе резултатот дека можеби сега и баш не е време. Ама можеби било време само да се збори за тоа. Да, користат националистичка карта. Затоа што за жал се уште гледаат дека на тоа добиваат гласови. Но тоа се случува и од другата страна. Самата реакција на Заев беше од точно од тие причини. Треба да реагирам жестоко за да покажам кој е тука шефот. Јас така ја читам, иначе немаше потреба од таква жестина. Прескар го спомнав Дачичеве, вака пред месец-два, мислам, нема 20, кратко е, месец дена. После 6-7 месеци преговори за креирање влада во Ирска, се договорија втората и третата партија да направат мнозинство, со тоа што првата партија отпадна, они сами немаа мнозинство, им требаше
вториот или третиот, но вториот и третиот имаа мнозинство. Не се договорија никој со никого 6 месеца, за да на крај се договорат вториот и третиот, за да направат мнозинство, со тоа што мислам дека се договорија 2 со 2 години да им припадне местото премиер. Пазарење е тоа. Да, премиерското место по дефолт секогаш нели го добива тој што ќе формира влада. Нели? Така да, значи пазарење. Тој што ќе обезбеди мнозинство кога го зема мандатот, мнозинство во собрание. Да, во собрание. А не мнозина на гласови на терен. На терен. Теоретски е можно, пак ќе кажам, за околностите и дали и за подготвеноста на општеството за такви промени, мислам дека е дискутабилно, но они сметаат дека тоа ќе им донесе гласови, а јас мислам дека ќе им донесе. Особено што кандидатот не е од нивните редови. Значи, тоа си го представуваат како партиска идеја. Имаше мислење дека ќе биде некој, ипак тој не е од редовите, меѓутоа претходно припаѓа на некоја политичка партија. Јавноста очекуваше можеби беше на ПДП, но ПДП партија во мирување. Да. Но со многу, ќе се согласите, верувам и вие, со многу популарно, или како да го наречам, име, познато, дури и со многу добри високи дела во основа во однос на државотворноста. Од 91 и натаму. Тоа се нај тешките години на независна Македонија и тоа се тие актери кои што биле на ниво на задачата и како министри, пратеници, па и искрено и не гледам некоја реакција во однос на кандидатот и од другите, значи мораме така е да ги делиме, ама не би сакал, но мора. И од македонци и други кои што сметаат дека кандидатот е окей и е способен да се ја врши таа должност и нема некаква дискутабилно минато позади него. Нема, например, изјави од типот македонскиот народ е вештачки народ направен 45-та, имаме такви партии. Нема реторика од него, македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Ме разбирате? Но сепак такви некои можеле да ти предложат и министри и така натаму и ние сме ги прифатиле, нели? Во влада сме ги имале со такви. Значи, по тој аспект Насер Зибери е супер кандидат. Концептот ќе видиме. Така. Да се вратиме во однос, нели, на, ајде да речеме, двата спротивставени табора од македонскиот и албанскиот блок, иако, нели, беа коалиција СДСМ и ДУИ. Пак ќе го кажам тука, нели, тоа што го рече Заев и ќе го цитирам, он каже дека време е ДУИ да замине повеќе во опозиција, тоа е, како што кажа, здраво и за демократијата, здраво и за самата партија. Тука дали е тој сигурен дека ќе формира влада без ДУИ, како што, нели, и многу анкети кажаа дека има предност пред другите, нели, албански политички партии, иако не знаеме на крај. Па да, сепак се тоа анкети, но во најголем дел од случаите се испоставило така. Видите, можеби е здраво за политичка партија која што е долго на власт и да оди во опозиција, за да се преиспита што, каде, како, дали можеби од предолго владење, па сме станали посубјективни во нашето судење на одредени нешта, да. Но има услов за тоа. Треба да ги изгубат изборите. За да ги изгубат изборите, требаше да има посилна. Ама и ВМРО ги изгуби изборите. Нели на претходните избори, па не ги изгуби. Ги доби 51-49 доби на претходните. Да, се извинувам, грешка направив. ВМРО ги доби изборите, па не формираше влада. Така да и во овој случај ДУИ можеби да ги
победи останатите албански политички партии, па да не... Значи, не вие сметате, дали може Так, би Заев да. мисли на коалиција со Алијанса? Така. Затоа реков, дали е сигурен дека ќе победи без, односно дека ќе Видете, дали формира е он влада без... сигурен, не знам. Без Дуи. Не знам. Затоа и може би во некои ова реакции политичка некогаш... конотација ги критикува Дуи, така, да. Точно, значи, баш некои така на моменти нервозни или избрзани реакции, мене ми даваат за право да мислам дека и не е толку сигурен. Но дали е сигурен или не, он си знае. Мислам, јас не можам тоа да го знам, нити па вие. Но дали он типува на тоа, може би, значи на коалиција со Алијанса, да имаат мнозинство. Ама јас не би не би вложил се во таа карта. Затоа што ако ги анализираме неколкуте изјави во минатото на господинот Зијадин Села, тогаш ќе слушнеме вака: дајте ми ги мнозинството гласови на албанците, јас да ги добијам изборите кај албанците и тогаш ќе ви го испорачам ова и ова. Се додека јас не ги добивам изборите, приматот, за да не седне на една маса, за да го тера напред овој процес, го има Дуи Али Ахмети, вели он нека не собере. Мислам дека го памтите ова. Памтам многу работи, меѓутоа Сега, политичарите многу ги менуваат ставовите. Со тоа ова е малце се согласуваат. Ова е малце почувствително. Може да дојдеме во ситуација да они, иако имаат мнозинство со СДСМ, да биде конзистентен на тоа и да вели знаете што, јас оставам прво, значи ако е условот, сега хипотетички збориме, па инсистираат на премиерот да го добие Дуи, ќе му биде тешко, затоа што ќе мисли утре, знаеш, ние ќе добиевме премиер, ама да не беше ти. Ти си отиде. Значи, тешка е таа одлука, туку така да ја направи. Затоа и јас не би бил толку сигурен на таква опција. Не дека е невозможна, многу е возможна, како што рече, ги менуваат ставовите и наоѓаат оправдувања разноразни, ама би оставил резерва. Плюс што, ајде ќе имаме и нови анкети, да не ги девалвираме многу се анкетиве, ама според тоа што го читаме, мислам посериозниве испаѓа дека резултатот помеѓу коалицијата на СДСМ и ВМРО ќе биде прилично тесен и Алијанса ќе треба да има барем изедначен број на мандати за да може да направи коалиција без Дуи со некоја СДСМ и ВМРО. Да, и според бројките сега за сега, тоа е многу малку возможно. И тоа е моментот, дури еден од клучните моменти што и Дуи се одлучил на оваа понуда баш сега. Карта дигра, така, да. Он едноставно си ја подигнале летвицата за пазарење. Буквално пазарење. Сегде во светот креирање на мнозинството е пазарење. Каде пазарење во добар смисол на зборот, не сега најобично тезгаџиско пазарење, но овој ресор, тој ресор, овде имам поспособни луѓе за спроведување на мои политики и така натаму. Они си го подигнале сега влогот, да кажеме, и процениле дека ќе бидат пак одлучувачки и отишле, верувам, на ова. Пак јас не сум од тие што оправдувам крајно радикални ставови, изјави, па дури и да не ги мислиш. Затоа што тоа рефлектира лошо врз масата граѓани кои што еве на пример можеби 5-10 луѓе ми имаат мене референтна точка. Пример. Така. Во однос на коалиција, ајде да речеме, од македонската опозиција со одредени, нели, албански партии, зависно кој колку мандати ќе добие. Зборувам за ВМРО.
Колкави се тамо шансите? Дали би можело да се случи да се коалицира со ВМРО? Не би ја исклучил можноста. Не би ја исклучил. Ако господинот Мицковски и првите луѓе на ВМРО се разбират тие што се сега водечки, давале дале доволни гаранции, без разлика на тоа што го изјавуваат од време на време, кое што пак поради кампањски причини, ако дале доволни гаранции дека нема да посегнат по Преспанскиот договор, нема да посегнат по договорот со Бугарија за добро соседство и така натам, тогаш не би ја исклучил ни таа можност. Дури видете сега, дали сме ние сигурни, ќе го поврзам, дали сме ние сигурни дека идејата премиер Албанец е ексклузивно на ДУИ? Не би можеле да сме сигурни. А може би е ексклузивна, но такви размислувања имало и порано. Значи, ние сме имале кандидат за председател на собрание Албанец во 2000-тата и не доби поради гласови од албанци. Не. Доби 54-5 гласа, требаше 67, на ДПА гласовите беа или против или воздржани. Значи, и контраситуација сме имале. Може би ова е и во поради геополитички стратешки интерес. Затоа што ова стварно ја подигнува ДУИ. Кај гласачите ја подигнува. Дури ја прави и извесен победник. Може би некој проценил дека ДУИ треба да биде на власт уште некоја година, токму поради тоа што годинава, нели се очекува, еве нека биде и до година, и решавање на спорот Косово-Србија. Значи, сепак ДУИ е играч во регионот, многу поголем, во споредба со без Алијанса и Алтернатива и ДПА. Значи, може и тоа да е. Значи, ајде еден концепт, ајде една идеја која што ќе ве подигне на рейтинг, затоа што мора да се согласиме, они имаат политичката моќ во случај на некаква потресување на политичките збиднувања да смируваат. А гледам дека они се многу заинтересирани баш за мирна политика, затоа што каде го базирам тоа, еве на пример изјавуваат дека ние не отстапуваме од црвената линија, ние прифаќање на Преспанскиот договор, на договорот за добро соседство и евроинтеграциите. Значи, нивните услови се овие. Црвената линија, вели. Не рече премиерот ми е црвена линија. Тоа го изјави председателот на ДУИ, господинот Али Ахмети. Значи, ако ВМРО ги дава овие гаранции и пред меѓународниот фактор, дека не чепкам тука, ако се овие битни играчи за евентуални превирања леви, десни, надворешни, а се, јас сметам дека се, тогаш може да и регионален интерес они да бидат уште малку на власт. Па после ќе се реформираат, веројатно, ќе се реформираат. Мислам ќе се преиспитуваат што направиле добро или погрешно. Јас мислам дека уште овој мандат ДУИ ќе го тера на власт, поради ова, втора, трета причина и поради немањето идеја на опозицијата, која што пак ќе повторам, околу 3 години се расправа кој е виновникот зашто не искочија со заедничка листа на 2-3 наврати во колку пати имавме избори. Пред некои години бевте гостин, зборувавме за граѓанско општество, мислам, така беше дебатата.
Сега ќе ве прашам колку е демократски да или не во контекст на ова да се истакнува македонец албанец, не зборам само за пример, меѓутоа и за сите збиднувања, политики и слично, затоа што нели на некој начин ајде започнува некој процес на девалвирање, не девалвирање, туку процес на запирање на тие етнички партии. И јас мислам дека иднината на политичките партии во Македонија е да се профилираат идеолошки и да бидат така сите граѓани било вамо, било лево, било десно. Но тоа не се прави вака. Прво, јас ова сум го предложил и порано, но изгледа немаше слух од никого. Мислам на тие што решаваат сум го предложил. Прво, ние треба да седнеме и да си ги признаеме грешките. Јас, како албанец зборувам, некој, па и јас, ако сум бил делба на некои политички процеси, воглавном од политичките партии и од тие што креираат јавно мнение, да излезат и да кажат. Наша грешка е таа и таа и таа. Пример, наша грешка е неизлегувањето на референдум за гласање за независна Република Македонија во 91-а, ако не грешам. Тоа е грешка, според мене. Ако има somисленици кои што мислат дека стварно сгрешивме, а знам дека ги има, треба да излезат ова да го кажат јавно. Затоа што со право мене ме прашува Зоки Фатон, добро бе, ти сметаш дека си спремен професионално да бидеш министер за тоа, премиер, не знам што. Но што правиме со моментот кога ти велиш ова е наша држава, заедничка, ја чувствуваме како своја, би се бореле за оваа држава, ако треба и пушка ќе земаме, но за независност не гласаше. Ти сакаше да останеме со Србија. Затоа што тоа значеше, ако не независност, тога во таква Југославија како што остана со Србија. Значи тоа е грешка. И ќе се согласат 2, 3, 5 аргументи, мнозина од албанците ќе се согласат дека е тоа така. Ова па после би придонело да некој уште повеќе ги признава грешките од другата страна. Како што на пример почитуваниот господин Андов ги признава некои грешки на тогашното време. Или пак господин Благој Ханџиски, или пак одредени па и од ВМРО некој сега, за да не ги, но не се сеќавам сега на името, дека сгрешивме при донесувањето на Уставот. Значи они не се веќе активни политички актери, па ако нивниот збор имаше многу поголема тежина некогаш, сега е помала. Значи треба овие денешните активните, тие што сепак ги водат политичките процеси, да излеземе да се разбереме каде јас сгрешив, извини. И ти сгреши, извини. Сега што правиме? Одиме натаму. Како? Вака. Не ме гледај со предрасуда дека јас сум неспособен за нешто само затоа што сум албанец или обратно, не ме гледај со предрасуда дека ја ностоп нешто лошо ти мислам само затоа што сум македонец. Ако вака пристапиме, тогаш ќе видиме дека ние се уште имаме дефекти тука. И во политичкиот систем и во уставот. Дали рамковниот договор е завршен? Еве ќе се согласам со тебе, ќе кажам дека е завршен. Дали рамноправноста е воспоставена? Не. Не само во однос на албанците. И во однос на бошњаците не е. И во однос на турците, и во однос на србите не е. Пример. Ако јас не можам се уште во Тетово, како градоначалник, како шеф на урбанизам и така натаму, да одлучам во одредена населба дали улицата ќе отвориме овде или овде, без тоа да ми потврди Министерството за транспорт, а таму е некој дечко, да кажеме, од Битола,
кој што не ја познава. Не го познавате тоа, не го знае градот. И сега он мора да ми потврди дали процес на овде децентрализација кој што да Ама не е рамноправно, знаеш зашто? Затоа што ние немаме ни пари тука. Ама ти кажеш што е за цела држава. Да, но пак не е исто. Ти ми дозволиш да ти кажам? Да, повели. Ево вака не е исто. Беше 3-4% од ДДВ-то останува во единиците на локална самоуправа, сега е 5-6, па тоа е прогресивно, ама не знам ќе престане негде или не знам како е. Во споредба со регионот тоа е многу малце. Во регионот е 14, 15, 16. Зборувам за Србија, за Албанија, не зборувам за Шведска. Од друга страна, единиците на локалната самоуправа имаат право да основат средно училиште. Но ако јас немам пари да го спроведам тоа право, исто како да го немам, што ако го имам на хартија? Имам право да основам, веќе го основам во хартија, го имам. Ама јас немам пари да го спроведам тоа, треба утре плати да давам. Со овие 5-6% не е доволно. Да, и администрацијата е огромна, тука 300 вработени. 500. 500? Да, најголема во државата. Да. Има и такви проблеми, не бегам од тоа. Но каде е дискриминацијата тука кога е за сите локални самоуправи тоа? Еве овде, во дискреционото право на министерот да на било која општина може да им додели до 6 милиони денари без владина одлука. Тоа се 100.000 евра. И знаете што се случувало? И се случува се уште. На општина Прилеп министерот за финансии му потпиша 5, 6, 7, 10 пати по 100.000 евра во тек на 4 години, на пример, врз основа на тоа дискреционо право, мислам дека се уредба донесена. Од поодамна е тоа, не е од сега. Но за моето желино ни еднаш во 20 години. Или пак за Вевчани. Вевчани е 5 пати помало од моето желино. Влезете да видите колку пати имаат добиено по 100.000 евра од министерот за финансии, врз основа на тоа дискреционо право, што не треба владина одлука, е не знам колку кратно помало и како територија, верувам, а како број на жители, па да не зборувам. Значи, рамноправност немаме тука. Имаме некои сопки. И што сакам да кажам, се додека ние и политички гледаме кого ќе надитри. Значи, знаеш, ај сега, ја овде, знаеш што, јас сум ваков, онаков, па има некои смешни велат, знаеш колку пријатели албанци имам, ја и ми идам за Бајрам или ми доаѓаат за Великден, и тоа тука завршува, значи тоа се големи космополити. И после имаме други дејанија си правиме, што не е во склоп на тоа. Се додека ние, ја тебе, ти на мене, гледаме кој кому ќе го надитри, ќе му подвали, нема тука да тој процес кој што го спомнавте, можеби го има кај централната власт, меѓутоа конкретно да речеме ќе се согласите продолжува во локалната власт. Ја спомнавте општина Желино. Општина Желино може слободно да, нели, влезете на Facebook профилот официјален на општина каде што има еден народски, ќе се изразам, куп патни правци кои што се асфалтираат, само во Луковица не се асфалтира патот, каде што живее македонско население. Сега тоа дали си бил во Луковица? Како? Сум бил, да. Сега дали живеат ли таму луѓе? Живеат. Колку? Па знаете што е демократија? И во кој период на време? Тука живеат 10-15 души. Меѓутоа не се ни толку, ама еве ќе кажеме дека се 10 и се само преку лето за тоа се им се како викендици. Има еден постулат демократски кој што вели и двајца да живеат, пак се луѓе, нели? Апсолутно. Не, кршење на лјудско право на еден, да е, тоа е како на сите. Во контекст на тоа се продолжува тоа. Јас ти зборувам во контекст на ова, ако јас имам само 5% од ДДВ-то, сигурно дека поприоритетно ќе би биде индустриската зона отколку викендиците на 10 души. Само и уште ова не заборавај, Луковица беше единственото населено место во склоп на општина Желино кое што имаше и ГУП и ДУП, генерален урбанистички план и детален урбанистички план од времето на Југославија. А тоа е ридско-планинско место, така? Да. Желино немаше. Палатица, Требош,
Нема. Тура, И тоа се направи за 2-3 години процес. Да, тој процес е долг 20-30 години. Тоа ми беше и поентава на мовето. Значи не заврши. Треба да се направи патот. Да. Треба да се направи патот, но се разбира дека ќе се согласиме дека таму каде што живеат луѓето 12 месеци во годината е поприоритетно од патот за викендици. Да, тоа е интересно е што само единствено село во Западна Македонија каде што нема асфалтиран пат. Не постои населено место во Тетовско Гостиварско кој што нема асфалтиран пат. Има. Кој е? Па сега брзо бев во Урвич, ако не грешам. Урвич асфалтирана таму? До каде? До селото? Не, до селото. До Урвич што има? Урвич, тоа другото, има две таму. Урвич и Ловјане. И Ловјане. Добро, тоа Кај едното, значи стигнуваш до негде и после имаш неасфалтиран пат, па внатре имаш бекатонки. Ама имаш неасфалтиран пат измеѓу. Делницата не е некоја голема. Исто е во Лакавица. Да. А пази, во Урвич има многу повеќе жители. Има училиште и во едното и во другото, и во Лакавица централно има, ама се две училишта. И кои што имаат исти услови како Лакавица. Со Лакавица, значи стварно, јас не велам дека не треба. Но тоа би било многу побрзо да се реализира, дајте децентрализирате. Ова беше едно од главните причини поради кои што јас сум бил дел од шарената револуција. Токму тоа што Заев го велеше дека да, јас доаѓам од локалната власт и знам што значи кое е значењето на децентрализацијата, но од тогаш више тоа не го слушнавме. Покрај другото, значи, и видите да не се погрешно разбереме, а ако пак се враќа времето во 2016-та, покрај ово што се денеска го знам, јас би постапил пак исто. Затоа што не смееме да заборавиме. Сепак овие големи процеси во однос на зачленување на НАТО, што е безбедноста чадор неприкосновен, и авансирањето во европската интеграција е нешто што Заев го става во историја. Тоа што во да кажеме во матичната книга на родените како што ги имаме ние, име, презиме, татко, мајка и матичен број, таква матична книга, регистар на држави има во Обединети нации. После Преспанскиот договор во Обединети нации, веќе нашата држава не се вика ФИРОМ. Така? Да. Јазикот кој што пишува во тој регистар на Обединетите нации, кој што пишуваше официјалниот јазик на ФИРОМ, мислам, така било. Сигурно не бил македонски јазик. Сега е изјавата на Нимиц. Нели, тој беше главниот посредник сиве овие години. Кој што кажа, од сега натаму никој не може да вели дека е загрозен македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик. Тоа се работи кои што Заев го запишуваат во историја дефинитивно. Без разлика што јас имам и доста несогласувања за некои работи, но ако се врати времето во 2016 поради овие работи, јас пак би постапил исто, пак би го поддржил, пак би го фатил знамето со него на чело на колоната и би продолжил. Се разбира, не можеме тоа да го направиме, ама сигурно многу работи би ги направиле подобро. Но има време. Ајде од сега натаму да избегнуваме непринципиелни коалиции, би било подобро. Така. Да се навратиме во однос на целата политичка ситуација. Како гледате на малите партии? И за нив, и за овие избори нема сменет изборен модел. Нели сите се залагаат, дури мислам дека од големите политички партии им ветуваат дека ќе се смени модел, ќе имаме изборна единица, меѓутоа состојбата е таква каква што е. И кога беше под топ тема ова, сум имал неколку наврати изјави за разни медиуми, од време на време знаат некои да ми се јавуваат. И сум кажал дека не верувам дека ќе се смени
изборниот модел, затоа што тоа дефинитивно им одговара на поголемите партии, па нека се власт или опозиција. Да, без разлика. Без разлика. Со тоа шансите на малите партии навистина се намалуваат доста, а пак и во незгодна ситуација се. Зошто? Ако се концентрираат, еве да кажеме тука во Шеска, само во Тетово, Гостивар, одма ги квалификуваат, вие сте малски партии, вие сте локални. Кога они се мали, нели? Сега, кога ќе сакаат тој епитет да го тргнат од себе, па одат во Скопје, одат во Куманово, одат во Охрид, така, да, например, и ќе се конкурираат и во повеќе изборни единици, пошто се мали, немаат капацитет да го тоа изменаџираат. И финансиски немаат капацитет, па и структури. И што се случува? Тоа се случува да овде 2000, таму 3000, овде 5000 и паѓаш, нигде не добиваш мандат, а тоа се случувало и со 30.000 гласови на Лјупчо Георгиевски, со 30 со 32.000, со 29.000 на Руфи Османи му се случи. Значи тоа се 2-3 мандати, не малку. Да, значи јас поголем проблем на изборниот модел го гледам, значи најголемиот, не поголем, туку најголемиот проблем го гледам менаџирањето со, ајде да ги наречеме, остатоците. Таму се прави голема гласовите не го представуваат гласачот. Зошто? Секоја изборна единица треба да даде 20 пратеници, нели? Колку и да излезат на гласање, 6 единици пута 20, 120. Еве сега, за да не биде полесна за математика, ќе претпоставиме дека во изборна единица 6 излегле 100.000 гласачи. Ова се дели на 20, добиваме 5.000. Тоа значи дека на секои 5.000 добиени гласови на одредена листа се добива еден мандат. И сега што се случува? Едната има 24.000, другата има 18.000 и третата има 12. Првиот, поделено со 5.000, има 4 мандати и 4.000 остаток. Вториот има 3 мандати, нели, 15.000 и 18, рековме, уште 3.000 остануваат, и третиот има 2 мандати и 2.000. Или па да ги смениме овие, за да ја 22 нека биде ова, 18 и 14. Еве. Значи овој првиот има 2.000 остаток, вториот има 3.000 остаток со 3 мандати, третиот има 4.000 остаток со 2 мандати. Донт, нашиот модел, најголемиот дел на овие остатоци на вториот и третиот, па и четвртиот надели, му ги дава на првиот. Овој има 22.000, значи има 2.000 и уште 3.000 му требаат за петиот мандат. А четвртиот има 2 мандати, но му требаат уште 1.000 за наредниот мандат. Нашиот модел го форсира тој што добил најмногу. И што се случува? Овие 4, овие 3, сега не одат сите, ама да не биде поедноставно, овие 7.000 претежно одат кај првиот. И овој добива уште 1 или 2 мандати, иако му недостасуваат 3.000, а на овој што му недостасува уште 1.000, му ги зема. Што се случува? Се случува да овие гласови, кои што на одреден начин се против првава опција, затоа што не гласале за него, отидоа кај него и му дадоа екстра мандати. Шансата на малите партии е во менаџирањето на ова. Значи, ќе добие 4700 гласа, 4500, му требаат уште 500. Да се смени моделот и да му се додадат гласови на тој што има најмал недостаток за нареден мандат. И тоа ќе биде многу попредставително, фер, значи подемократски, затоа што да, одреден број на гласови ќе одат, значи он гласал за друга опција, па му идат на него, ама му идат 1300, не му идат 5. Да, меѓутоа, вака, сметам дека и сегашната состојба, тоа е моје мислење, и вие ова што го предложувате, пак е нефер.
Значи едноставно треба да се смени моделот, да има една изборна единица. Затоа што не може Јас некој реков, ако најголемиот проблем е Да, ова да, во да, однос на да, малите политички да, да. партии кои што земаат на 3-4 изборни единици и негде се близу до прагот, ама нивните гласови одат кај првиот. Кој што А има мал не недостаток. биле, да, Обратно гласат, нека да, биде, да, да. ќе биде многу пофер. Ајде, најверојатно ова го велите, ова опција можеби повеќе би се согласиле големите партии да ја прифатат, отколку една изборна Да единица. се почне, Тоа ви е поентата, да се така, почне. да. Во однос на, ајде, знаеме дека во изминативе 20 години повеќе многу тешко се формира коалиции. Очекувате ли брзо да се формира коалиција без разлика кој со кого после изборите? Веројатно не баш глатко. Не баш глатко. Пак тука е една од причините е инсистирањето на Дуи на премиер, што не верувам дека туку така некој ќе му го даде, затоа што е само за тебе можам да направам коалиција. Тоа предизвикува такви екстремни изјави, ајде ние да одиме ваму, па да одиме заедно без албанци, како почитуваниот Тодоров, па на некој трет ќе му текне, знаеш што, тогаш ние одиме, ќе побараме територијално политичка автономија, затоа што со овие секогаш ќе ме надгласаат кога ќе дојде ја за премиер и во недоглед. Ќе биде комплицирано, таму внатре сигурно има уште полоши и пожестоки аргументи, контрааргументи, издржани, неиздржани, не е битно. Но не очекувам да тоа трае како во 2016. Сепак тогаш беа во прашање геостратешки интереси политички во регионот, па и пошироко и Европа. Сега немаме таква ситуација и не верувам дека и притисокот на меѓународниот фактор би бил нешто посебен за некоја одредена опција и очекувам не толку глатко, но сигурно далеку полесно од 2016. Така. Господине Лити, ви благодарам што бевте гостин, што прифативте. Благодарам и на вас, се надевам. Успех на работата. Имавме добра, успешна емисија. Така. Ви благодарам уште еднаш, успех во работата и во семејството. Исто така, се не Поздрав.